Знаеш, небесна, нема веќе бегање. Сега сум принуден да верувам дека ти било топло пред да заспиеш во снегот. Нема бегање, сега мора да верувам дека таму кај што си ти и во тоа мора да верувам дека некаде сепак си. Мора некаде да си, оти како може ти да не си. Каде убаво од ова наше овде. Каде убаво дури и од твоите горни ливади песна една небесна. Нема бегање, драга. Мора да верувам дека е умирањето лесно како песна, дека е смртта прекрасна, дека претесно ти било телото, небото пrenиско, небесна, дека сега си вистинска, дека сега си се што сакаш и без да сакаш, и планина, и возел, и леска, и нема веќе каде, и нема веќе не знам, неземна. Со Галина прв пат разговарав на една прошетка низ шумите над Лазарополе кон крајот на октомври 2013 година. Таа слика е се уште жива во мојата меморија. Застанати сме да одмориме, јас седам понастрано од останатите, а таа ми приоѓа насмејана и го започнува разговорот. Бевме дојдени десетина луѓе на книжевен викенд посветен на кратките книжевни форми. Првата ноќ читавме своји стари песни во семената куќа на Ламбевци, а некој од нас напиша и по некој ново хаику или по некој краток расказ. Утредната на полјанката зад куќата на Чубевци читавме кој што напишал. Калина се срамеше. Не сакаше да прочита. Ама некако успеа да ја натера да го прочита и таа своето хаику. Татко ми рече: не пишувај за горе, патетична си. Татко ми рече: не пишувај за горе, патетична си. Сите прснуваме да се смееме, а Калина мести таа незина, би реков, фаца. Така некако ми влезе Калина во животите на неколку теми на што тој викенд ја запознавме и остана докрај дел од нашата весела книжевничка тајфа. Книгава, иако ја читам тивко во себе, ја читам со гласот на Калина, пред очи ми излегува изразот на лицето што го има додека ги раскажува приказните, а слушам како се смее, како и се менува гласот, кога си ги поздравува другарите што и порачале да ги поздрави во следната епизода од Дневникот, или како се озарува кога го спомнува своето Лазарополе, и го препознавам изразот на лицето кога знае дека пак направила некоја будалаштина. Додека читам книгата се смешкам и јас. Некаде се смеам и гласно. Тагата е насекаде, ама таа е веќе тивка и не пречи на радоста, која буквално блика од патеписите. Напротив, тие двете се надополнуваат и ме топат. Калина беше вечно дете, или барем јас така доживував, неиграно, будалесто дете. Таа детска заиграност ја има во приказните од Дневникот, ги раскажува со леснотија, затоа што е убаво да го сподели воодушевувањето од планините, се радува што знае дека има верни читатели што ги очекуваат незините приказни, а за кефот да биде поголем за сите, раскажува и приказни по желба на своите другари планинари. Многу од приказните завршуваат со благодарност, можеби најблагородната состојба на човековата свест. Поради тоа, читањето на Дневникот облагородува. Планините ја речат неа, таа преку приказните ги рече тие што ги читаат приказните. Илјачот станува илјач. Зошто планината? Затоа што во светот на Калина планината е контрапунктот на градот. Планината е спасот од задушливиот какофоничен град и затоа враќањето во градот е секогаш тажно и непосакувано. Планината е слобода, градот е робство. Планината е дивина или божествена, а градот е затворен под вечната маска на човечкото лицемерие. Овој текст го пишува во Велестово, волшебното село на Дохрид, во кое се влюбив пред 8 години. Совршено место да се пишува за Калина. Додека сонцето заоѓа на дезерото и остава светли траги по рабовите од облаците.
Еден час подоцна на планината започна традиционалната поетска ног во Велестово. Беше ветро и ногта беше полна на звезди. Планината и човекот, тоа му доаѓа исто. Земја што копне да стане небо. Планината и човекот, тоа му доаѓа исто. Земја што копне да стане небо.